Колку сте задоволни од македонското здравство? Здравството? Одлично. Сега не знам колку сме задоволни, ама генерално тоа е. Што е, нема ние што да докажеме. Се е кажано, се е видено. Па, што знам, не знам. Никако. Кажете ми, дали се лекувате тука во онкологија? Да. Колку сте задоволни од услугите? Јас сега почнав и не можам ништо да кажам понатак. Се од услугите и така и така. Па да ти кажам право, ми е прв па, јас идам прв пат, с нами иди секој месец. Што да ти кажам, не еден, гледам натре преполно. Ама и докторите каде спремни, каде не спремни, и тие не се криви, многу пациенти имам. Колку? Никако. Никако, скроз. Зошто никако? Зошто? Овде зет ми лежеше, само да не знам на телевизија да не ми. Зет ми лежеше 2013 година или 12. И маш ми дојде за да го посете, знаеш. И оно доздола вика по сестрите. И они не доваѓат. Кога отиде мажот ми, они седнале вика седат. А вика слушате го човекот горе како вика? Па што да му правиме, немамо лекови да му дадеме. Што треба? Па рече купи лекови, мажот ми отишол купи лекови, донел ги и она му дала едно и рекол на зет ми, овие пи ги ти рече тука. Кога они му ги земале лековите. Кога иде друг пат мажот ми, лековите ги нема. Они ги земале. Значи, ово не е само сега, ово е многу одамна вака. Од тој народ испомре зашто нема лекови. Во здравството во глобала не, али одлично од мојот доктор да. Кажам нешто порано што беше поубаво. Што беше поубаво порано? Убаво тоа немаше термин, немаше тоа. Сега све со термин. Па со процент едно 20% ако сакате. Зошто од 100 само 20? Па секаде каде си одиме треба или да се плати или се позна, со други излез нема. Јас во главном сум овде веќе 8 години на онкологија и сум задоволна. Од онкологија ич не сум задоволна, од кој примив петтата терапија, нозите ми се здрвени и не ми се здрвени 4 години. Што знам колку ти кажам, средно така работата. Се многу чекање има, не е брка работата, доктор. Ме тера, сега кога дојдов јас ка овдека, ме тера оди горе, каде ја барам докторката? Јас докторката ета имаш, докторка имам. Па добро, не е лошо, што да правиме. Тоа е сега. Ние што сме болни, никој не може да ни направи оно што ни треба нас. И они се мучат колку што можат и така. Дали некојаш ви недостасувал лек? Па некогаш да. Што правите доколку нема лек? Приватно купувам. На 2 пати немаше минатата година, меѓутоа за кратко дојдова. Сега исто сум за хемотерапија. Кога нема терапија, нема ќе почекаме пауза, секако мора да има меѓу една и друга терапија и сега за 2-3 дена не беше тоа многу големо. Зборам за мојата терапија што ја примам. Оти секој пациент се со различна терапија. Дали верувате дека во Македонија правосудството ќе ги открие и казни соодветно сторителите на кривичните дела во онкологија? А то не верувам. Зошто? Не верувам ич, да ти кажам ич не верувам. Оти се сите едно во едно. Знаеш, тие сите си, знаеш, шо прат, си ја преврла топката еден на друг. И така си годи работата. Ова, и сега ќе се преврлува ако дојде до избори и ајде со здравие. Па можки има некоја судска разрешница, меѓутоа ќе најдат модус пак како што најдоа до сега за многу работи. Чеко, и требало би. Ја мислам дека должи се, како да кажам, може би некој е крив, но цела клиника ја обрука. И заради един интерес треба се најде кој е. Не. Зошто? Па затоа што до сега ако Значи, ова не е сега за 2 месеца, било и отпорено. Ако сега не се открило и сопрело, сега за месец дена
затоа што се покрај на јавноста, што не можат више да кријат. Јас мислам дека ќе се подзамислат многу луѓе што понатаму. Не верувам, како и сите други случаи, ќе се вовлече до недостиги и така ќе остане, како и секој. Мислите дека ќе ги откријат вистинските? Не верувам, некои помали лица ќе се откријат, тие главните нема да се откријат никогаш. Што сакат нека прават, значи тоа си у раците и на комисијата, у собрание и на правосудните органи. Меѓутоа, многу е нечесно да 2 месеца се различува да се прават политика од сета таа работа. Сепак ова се луѓе кои што работат со нас и не е убаво под притисок да дојдеш на работа и да очекуваш што некој ќе ти каже. Не знам што да кажам. Судството не е катастрофа. Општо судството е, бидејќи јас имам случај, значи од 2004 уште процес се води. Према тоа може да знаете какво е судството и како и до сега, значи што не се решило и ова ќе остане на само кажано и збунување на народот. Би требало да имат, пак сега не знам и тоа. Може да ги открие, али неќе, пошто сите се поврзани едни со други. И едните и другите. Не верувам. Зошто? Па ете така, видиш, се мешаат политиките. Политичарите влего во тоа, не влего некои домаќини луѓе, не знам и јас како да го кажам. Како ти речем, не сум упознаен толку со не. Не сум. Многу тешко за тие работи, да ви кажам. Дали некој доктор или било кој ви барал мито за лек или друга? Не, тоа не. Не барал. До душа ние сами им понудиме побрзо да завршиме работа. И дали ви помогнале побрзо? Да, сигурно, 100%. А то нема овде, за овде немам. На друго место може има. Не сум имал такви случаеви. Вистина, не сум имал и потреба нешто за операции тие работи. Може има, ама ова е, знаеш како, не можеш да го оцениш или тој тебе да те оцени да побара мито. Не, никој. Кај Бојана Митревска сам никој, она ми рече ако случајно ставиш рака во джеп, ја ќе викам полиција ми више. Што е скапа болест, грешка е што од Министерството ги укинуваат примањата што треба додаток да примат онколошките пациенти, пошто се работи за скапи терапии, али никој нема слух за тоа. Ја морам да одам во војна болница.